Еве повели, ај ти сама, пошто си голема, и малку така. Ете така, добро, ајде. Извлече топире, ајде. Јас се представив со цртеж. Одлично, Јована, за тоа сега ќе добиеш медал и продолжуваме понатаму. Во ред? Во ред. Анушка, моја девушка, викаат голема, Беларуси. Сега да си извлечеш топче, извлечеш број, кој број доби? 17. Дојди вака да дадете. Еве уште еден учесник, кој си ти? Андреј, Со што ни се представи? со пчела. Одлично, за тоа ќе добиеш медал. Добро, ајде Лука, оди. Кој ни е следен? Со што учествуваш? Дарија, со што учествува? Со песна. Ајде Лијана, да запишуваш. Кој број беше? 9 речено. Стојанче. Стели и предсе најпочитувани дечиња. Добар ви ден и добро ни дојдовте во нашето прекрасно село Белица. Село кое секогаш знае да ужива, да се забавува и да биде број 1 во нашиот Кичевски регион. Денеска се дружиме во рамките на екокултурната манифестација, каде што пчелата лета, таму животот цвета. Ова го правиме во рамките на Меѓународниот ден на пчелата 20 мај. Сдруженијето на пчелари и развој на пчеларството со седиште во село Белица од неколку беличанки, ентузијасти, љубители на пчеларењето во рамките на Сдруженијето Медена долина, а подкрепено од
Општина Кичево во рамките на Град на културата за 2026 финансиски поддржана манифестација, денеска имаме еднодневно дружење тука на селскиот амфитеатар пред нашата прекрасна селска црква Свети Ѓорѓија. Ви благодарам што се одзвавте во онко голем број. Ви благодарам за вашето присуство и за вашето денешно дружење. Сите дечиња кои што не посетија, како што идеа, им доделувавме по една медаља за нивното учество во знак на одбележување на овој ден. Првиот дел од неофицијален дел од денешната манифестација за садување на првиот цвет веќе заврши. Секој со своето доаѓање си го излече бројот што го носи во текот на целата манифестација и според тоа си го засади својот прв цвет и овозможи на пчеличката да го собере својот прв полен и да ја продолжи својата активност. За сите активни учесници денеска, 30 беа пријавени и скоро сите не почестија со своето присуство, следуваат пригодни награди, се во знакот на пчелата, пчеларењето и заштита на нашата прекрасна мајка природа. Јас би ја поканила тука, односно пред да ја поканам, би се заблагодарила на медиумските спонзори Телевизија Ускана, кои што го овековечуваат овој настан, Давор Порта и Акорд Радио, медиумски покровители на денешниот настан. А да не го заборавиме и најбитниот главниот спонзор, пилјарата Бамби, која што овозможи пригодни награди за сите учесници и нивните родители. Ќе поканам Менче Пејоска, координаторка, иницијатор на денешната манифестација, да ве поздрави. Уште еднаш да ви каже за каква манифестација се работи, зошто е битна пчелата на планетата наша, која што постепено ни изумира, зошто е битна за природата и зошто се битни овие манифестации да ги развиваме токму од најмала возраст. Да ја подигнеме еколошката свест, да ја подигнеме свеста кај најмалите за значењето на пчелата. Сите кои што денеска присуствуваат тука се погрижија да си обезбедат по некој свој убав цртеж или по некоја убава стихозбирка, стихотворба. Сето тоа тука е во нашето катче. Кој успеа да ги види, ги виде, кој не подоцна ќе може. После говорот на Менче ќе го поканам господинот Цели Соколевски во име на Беличани да ве поздрави, а потоа ќе си доделиме по една убава награда за сите учесници на денешната манифестација. Менче повели, микрофонот е за тебе, поздрави ги присутните и да ја значиме манифестацијата за отворена. И благодарам на Зорица. Драги деца, почитувани родители, наставници, учители, колеги, роднини, пријатели, добре дојдовте во Белица, домот на Медена долина. Што е Медена долина за тие прв пат што доаѓаат тука? Медена долина е идеја која живее година и половина. Вие сите родители сакате вашите деца да ви бидат напредни. Нашето дете, односно Медена долина, е многу напредно дете. Пред време прооде, прозборува, го прошета светот и се слушна гласот многу надалеко. Целта на Медена долина е обработка на запуштено земјиште и засадување со медоносни растенија заради опстанок на пчелите и опстанок на целиот жив свет. Иницијативата е поддржана благодарение на членовите кои без резерва ја поддржаа мојата идеја. Ние сме женско здружение составено од 5 членови. Им благодарам за безрезервната поддршка. Исто така благодарам на сите оние кои што не поддржуваат било како со своја донација, со збор, со споделен пост, со кажан убав збор. Денешната манифестација е токму насочена за најмалите. Зошто? Бидејќи имаме пчелари кои поседуваат своje знаење, но потребни ни се млади за да се продолжи пчеларството во неговиот понатамошен развој. Знаејќи ја улогата на пчелите за целиот жив свет
и за нашиот живот. Не смеам да ги изоставам сите оние кои помогна во обработка на запуштените ниви, кои со децени не беа обработени. Значи, идејата Медена долина не може да биде сама, како ниту една идеја. Голема благодарност за нашиот тракторист, кој што запуштените ниви ги претвора во цветни полиња. Благодарност за поддршката од генералниот спонзор на денешната манифестација, Кичево град на култура. Благодарност до генералниот спонзор Пилара Бамби. Благодарност до медиумската покриеност на Радио Акорд, Телевизија Ускана и Порта Кичево. Благодарност на сите донатори, чиј список е многу обемен, ќе им посветиме некој друг ден поголемо внимание. Денес во фокусот ни се децата. Ви благодарам за присуството. Денес за мене тоа е најголемата награда. Сите ќе се вратите со награди, за мене наградата е вашето присуство. Ви благодарам. Благодарам, Менче. А дали знаете колку работа имаат пчелите за да соберат 1 килограм мед? Дури да посетат 5 милиони цветови. Пчелите комуницираат преку посебен танц. Матицата може да положи до 2000 јајца во само еден ден. А замислете, пчелата може да лета со брзина и до 24 км на час. Пчелите може да се оддалечат и до 5 км од својата кошничка и повторно да се вратат назад. Секоја трета залка храна што ја јадеме зависи од самото опрашување. Во текот на целиот живот една пчела произведува само неколку капки мед. Без пчелите би имало многу помалку овошје, зеленчук и цветиња. Пчелите се меѓу најважните живи суштества на земјата. Малите пчели се големи херои. Да ги чуваме и пчелите и природата. И затоа сме тука од најмала возраст да го научиме тоа и да го запаметиме за цел живот. Ќе го поканам господинот Целе Соколевски да ве поздрави, а потоа продолжуваме со останатиот дел од програмата на манифестацијата. Ја ви благодарам на честа што ми припадна да ве поздравам. После излагањето на Зорица и на Менче нема многу што да кажам. Меѓутоа, ја мислам дека не знам во светот, ама во Македонија први сме со ваква манифестација и меѓу првите сме што работиме за садување на трева во нашата Медена долина. Значи, ова е една благодарност од нашите беличани, во име на нашите беличани, сакам да се благодарам најискрајно на сите што учествуваат во ова организација, посебно на Менче Пеовска Велјановска, кој даде све од себе да ова организација биде успешна и се надеваме дека ова нема да биде последна, можда ќе остане како традиција во нашето село. Сакаме уште еднаш со еден аплауз да ја поздравиме Менче Велјановска и нејзините колешки. Ви благодарам. Ви благодарам во име на Беличани за вашата поддршка, се разбира, се наслонуваме на неа. Благодарност до Медена долина уште еднаш, благодарност до сите дечиња. Ќе ги повикам сега дел од Сдруженијето Медена долина да пристапа тука до мене да ги доделиме наградите за нашите прекрасни учесници. А јас во меѓувреме ќе запрашам дали можеби некој од тие што донесоа своја стихотворба сака да изрецитира или да си ја прочита. Ајде да ве охрабриме. Ќе има ли таков доброволец, сака ли некој? Добро, ајде може би малку подоцна. Не одиме по принцип со влечење на топче или? Така. Ајде, одиме со ред, значи од реден број 1, така? Како што си ги излекувавте бројчињата, ќе може и тука да застанете да се сликате. Секој детенце ќе добие по една бесплатна фотографија, а сите присутни ќе може да се почестат и со една медена палачинка, малку подоцна, изработена од вредните беличанки. Одиме со ред, како што дечињата си ги излекува топчињата со своите редни броеви, си ги подигнуваат своите награди и застануваат тука да си се сликаат за да го овековечиме овој ден и да им остане во убаво медено сеќавање дека на денешен ден биле во Белица и се дружеле
во рамките на екокултурната манифестација. Може би вакви манифестации изостануваат во нашата општина за жал, меѓутоа еве ќе се најде некое здружение кое што ќе успее да ги привлече дечињата и секако да научат нешто повеќе за пчелите и колку ни се тие битни за нашата природа и за нашата убава планета Земја. Прекрасни цртежи, прекрасни стихотворби ни донесоа. Благодарност и до родителите кои се потрудија да ги донесат тука денеска. Може ми со малку повисока музичка подлога да одиме. И така да внесеме уште една убава детска атмосфера денеска тука, на нашиот прекрасен амфитеатар, секогаш расположен да прими дечиња кои сакаат да се дружат. Дали знаете дека пчелите најдобро ги гледаат жолтата, сината и виолетовата боја? А дека мајката матица, која што има едно пчелно друштво, е само една во семејството, таа живее најдолго и е мајка на сите пчели. А трутот е машкото пчело, кое што нема усило, нема работни обврски, само има обврска да ја оплоди матицата. Има многу интересни факти за пчелите. Не е лошо да си гуглате малку по дома и да си имате уште некоја информација плюс. Секој детенце си добри своја пригодна награда во знакот на пчелата, во знакот на медот, во знакот на денешниот убав ден на дружење во оваа екокултурна манифестација. Благодарност уште еднаш до Пилјара Бамби, главниот спонзор на настанот. И се разбира, благодарност до општината на град Кичево, кој преку манифестацијата Град на култура за 2026 финансиски го поддржа овој денешен настан. И во главно, поздрав до сите други спонзори, дали медиумски, дали финансиски, кои што не поддржаа денеска на денешната манифестација. Уште две речни имаме да се сликаме, а потоа Бисера ќе ни ја прочита својата стихотворба "Чувари на природата". Ќе замолам подлогата малку да намалиме. Поведи се. Чувари на природата. Од цвет на цвет со крилја лесни, низ белица се слушаат тихи песни. Малите пчелки, вредни и силни, собираат сладост од полиња милни. Во срцето меки, во душата вредни, прелетуваат преку реки за да направат капки медни. Тие се клучот за светот во боја, секоја зое во мисија своја. Со нивниот труд тие сјаат, наместо како некои луѓе што чмаат. Да ги чуваме пчелите, пораката е јасна. Зимнина чиста и градина красна. За екокултура од најмали нозе, секое детско срце да помогне може. Благодарам Бисера, со еден аплауз да ја наградиме. Млада и талентирана. Ќе ве замолам уште за малку внимание, бидејќи имаме уште 3 главни награди кои ќе ги излечеме. Топчињата се повторно сите тука на број пред мене. Ајде еден доброволец од присутните, дали ќе може да пристапи тука до мене за да го излечеме првиот добитник. И сите дечиња повторно ако може да се врата тука. Ќе ве замолам уште за 10 минути внимание и трпение. Сите дечиња како што беа наредени по одреден број повторно да си ги заземат своите места. Далече дојди. Ајде сите дечиња повторно тука во еден убав полукруг да ги видиме, околу нивните засадени
први цветови кои што ќе намалат, верувам, многу пчелички. Ајде пристапете до мене да излечеме првата специјална награда. Ајде Сана, Сана ќе ве замолам, Сана. Сана, нашиот главен спонзор, пилјара Бамби, дали може да дојде тука до мене? Бројот 16 го имаме. Кој е бројот 16? Дали може? Лука? Луна Гавриловска. Луна, повели до мене тука. Ти си првата добитничка на специјалната награда, а со твоја помош ќе излечеме втората, излечи едно топче. Бројот 20. Ана Блажевска. Блажевска Ана. Ајде, Ана, излечи го третото и последно топче. Тоа е третата специјална награда за денес. Бројот 18. Георгина Блажевска. Имаме 3 прекрасни девојчиња, предпоставувам наследнички на нашето здружение, млади идни пчеларки. Менче ќе каже за какви награди се работи и кога истите ќе бидат доделени. Еве повторно јас, мислам дека не е доволно кажано од моја страна. Сите денеска добивме награда. Мојата награда е вашето присуство. Ваша награда на присутните ви овозможија вашите деца да поминете, еве да речам, 2 часа еден поинаков ден во Белица. Сите деца добија награда, сите учесници добија. Овие 3 специјални награди, сега ќе ги откријам, може би предпоставувате што се. Овие се 3 мини сандачиња за пчели. Се надеваме дека од денешното присуство ќе се роди идеја кај некој возрасен, може би кај малите, да биде иден пчелар. Сакам да ви ги честитам наградите на сите учесници и да им кажам нешто многу важно на децата. Да имаат своји идеи и никогаш да не се плашат дека се мали и можат да направат големи промени. Ви благодарам на сите за присуството. Јас тука ви се заблагодарувам на сите за вашето присуство. Ви благодарам што одвоивте време во еден прекрасен јунски ден. Дејан, што туку не стаса, сака да направи една убава дронска снимка на овој настан. Ќе ве замолам уште малку да се подружиме. И секако може да се почастите со пијалок и по една медена палачинка, тука од мојата лева страна. Уште еднаш ви благодарам што одвоивте време денеска, почитувани родители, да ги донесете вашите дечиња да се дружиме во нашето прекрасно село Белица. Се надевам дека ќе имаме уште вакви следни прилики. За убаво дружење ние ви стоиме на располагање и секоја идеја е добронамерна. Секако може доколку почувствувате потреба да ја помогнете Медена долина да извршите ваша донација, а донацијата е за помош во смисла на садење медоносни растенија, обезбедување храна за пчелите и зачувување на природата не само за Белица, туку и за околината. Менче јас немам што повеќе. Го чекаме Дејан да настапи на сцена, да направи една убава дронска снимка. Дали сака уште некој да изрецитира своја стихотворба? Ајде, повели, девојче? Повели. Представени се и повели твојата стихотворба. Јас се викам Ивона Короновска. Денес
Ќе се представам со песничката Пчеличка. Летај, летај пчеличке, од цвет на цвет и собире пчеличке највкусен мед. Поле безброј цветови, уживање право, за тебе пчеличке но големо браво. Ти си највредна во целиот свет, без тебе нема ни живо ни мед. И да знаеш пчеличке, ти си херој прав, а тој мед што јаде секогаш е здрав. Браво Ивона, ти благодарам и тебе. Дали може би уште некој има кандидат? Еве го скршивме мразот, веќе две девојчиња си ги прочитаа своите творби. Ќе сака ли уште некој? Ајде, дојдете ваму Доколку не успевте да ја погледнете изложбата на цртежи стихотворби, слободно можете, пристапете тука слободно. Може да си направите по некоја слика доколку сакате тука. Ја чекам уште дронската снимка да го овековечиве овој момент од птичја перспектива. Може да се почестите со пијалок тука од мојата лева страна и по една медена палачинка да се засладите со убав белички мед. И секако што еднаш ви благодарам за вашето денешно гостување тука во нашето прекрасно село Белица и до скоро видување. Ве поздравувам и ви посакувам секое добро. Сега сложно гласно, колку што е можно да ве слушам сега јас. Пејте силно на цел глас, пејте сега сложно гласно, колку што е можно да ве слушам сега јас. Пејте силно на цел глас.